Гасење пожар на висококатница и извлекување и спасување повреден човек на височина од 20 метри. Беше билансот од пожарот кој како тактичко показна вежба беше симулиран на паркингот кај зградите во трговскиот центар Блок Б. Со вежбата беше одбележан денот на пожарникарите 20 мај. Во вежбата учествуваа 11 пожарникари со 2 возила, меѓу кои и новото возило Магерус Скала, тешко 22 тона, која располага со скала долга 30 метри, која е донација од општина Крањ, Република Словенија, наменето за ваков тип интервенции на висококатници. Најпрво сакам да го честитам празникот на пожарникарите во целата држава. Денеска покажавме со оваа тактичко показна вежба една симулација на запален стан и спасување на лице од тој стан. Воедно го презентиравме и новото возило како донација што го добивме од општина Крањ, нашата пријателска Словенија. Исто сакам да кажам дека имаме голема поддршка од општина Кочани, од градоначалникот Илиев и воедно сакам да спомнам за пред неколку дена што имавме пожар на семејна куќа во центарот на градот. Беше случајно затечен на таа локација градоначалникот Илиев, кој несебично се вклучи во гасењето на пожар на истиот објект. Со тоа покажува колку е почитува нашата професија и сака во секој момент да помогне на било кој наш сограѓанин. Беше зацртано, запален стан, најпрво се врши спасување на лице, подоцна се пристапува кон гасење. Во рамки на одбележувањето на денот на пожарникарството за најдобар пожарникар за 2020 година беше прогласен Димитар Граменов. Најпрво сакам да изразам голема благодарност до колегите, потоа до општина Кочани и до градоначалникот за оваа награда. После некое поголемо искуство добив награда за најдобар пожарникар и многу сум горд. Се надевам дека ќе продолжиме како досега што извршувавме без проблеми и натаму да ги извршуваме нашите обврски. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев им го честита денот на пожарникарите и ја истакна поддршката на локалната самоуправа во делот на доопремување на противпожарната единица. Меѓу другото ја изрази и подготвеноста на пожарникарите од Кочани да интервенираат и на пожари на висококатници. Со ова на возниот парк на противпожарната единица е зголемен, што значи дека покажува колку е важна, овој наш однос покажува колку е важна нашата противпожарна единица за цела општина и за регионот. Секако дека ние како локална самоуправа и во изминатите 3,5 години сериозно ги поддржувавме противпожарната единица во делот на инвестициите, односно доопремањето за сето она што беше потребно, се со цел противпожарната единица да биде навистина во една добра кондиција и спремна за интервенции во евентуални случаи на пожари. Секако дека нашата желба во делот на честитките или мојата желба останува таа да нашата противпожарна единица има што помалку работа, односно да нашите возила кои ги имавте прилика денеска да ги видите да останат паркирани во нашите гаражи. Меѓутоа, во секој случај многу е важно тоа што го видовме дека нашата противпожарна единица во случај на несакани пожари или било какви други потреби за интервенција е спремна да интервенира како на гасење на отворен пожар и интервенции во други случаи, е спремна да интервенира и во пожари и спасување на лица, евакуација на лица од висококатници. Противпожарното возило е прво од ваков тип во возниот парк на територијалната противпожарна единица на Кочани, а пожарникарите добија дополнителна обука за негово користење. Вежбата ја следеа случајни минувачи кои имаа можност одблизу да ја согледаат професијата пожарникар и само за миг да ги видат одговорностите, предизвиците и тежината со која се соочуваат пожарникарите во својата работа. Карактеристиките кои ги красат овие луѓе се хуманоста, поривот да се помогне и целосната себепожртвуваност. За предизвиците со кои пожарникарите секојдневно се соочуваат, потребно е не само знаење, туку и умешност, опрема, а се разбира и храброст, која е одлика својствена на пожарникарите, беше речено на одбележувањето на денот.